Дали случајот со директорот на Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој може да влијае и врз ИПАРД-3 програмата, односно средствата кои земјата ги добива од Европската унија? Опозицијата и денеска директно со обвинување на адреса на власта, но и Министерството за земјоделие и бараат одговорност. Поранешниот министер за земјоделство од редовите на СДСМ Љупчо Николовски вели дека по овој случај се доведуваат во прашање 128 милиони евра и дека според нивните сознанија Европската унија планира стопирање на ИПАРД-3 програмата во земјава. Големиот скандал со директорот на платежната агенција Илија Стоилев, кадар на ВМРО ДПМН, го докажува она на што постојано укажувавме. Вистинската слика за ова владење. Држава заробена од партиски и лични интереси, корупција и неспособни кадри. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски пак не гледа никаква опасност за средствата од ИПАРД програмата и националните плаќања кои ги има државата, но направи дистинкција дека, како што рече, агенцијата е посебно тело кое нема врска со Министерството за земјоделство и апелираше институциите до крај да го истражат случајот. Лична одговорност не гледа во овој случај. Опозицијата повикува на моја оставка, сакам да потенцирам дека агенцијата е посебна институција која што има посебен менеджмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никаква поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот. Не гледам загрозеност на ИПАРД средствата и националните плаќања кои што ги имаме како држава. Инаку сето ова доаѓа откако кривичниот суд го прифати предлогот на ОЈО-ГОК и одреди мерка притвор за директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и за уште 3 лица, како и куќен притвор за 5 осомничената. 5 осомничени лица беа лишени од слобода во акцијата спроведена од истражниот центар на ОЈО-ГОК и МВР. Обвинителството побара притвор. Според акцијата на МВР и обвинителството постои основано сомнение дека првоосомничениот сторил кривично дело давање подкуп и кривично дело давање награда за противзаконито влијание, додека 3 лица како посредници сториле кривично дело примање награда, а едно лице сторило кривично дело примање подкуп.